Да заклучиме. Прво и основно, моја работа не е да барам јас што се случува во судовите како пратеник во рамки на собранието на Република Македонија, тоа е ваша работа. На Министерство за правда, бидејќи вие сте министерство со стотици вработени, а тука во собранието јас сум сам. Второ, јас ви кажав дека ова ми е од граѓани со кои што си имам разговарано и не од едни, туку потоа не едни на други се јавуваат. И она што е точно е следното, дека фактички граѓаните, за да добијат копии од обвиненијата на обвинителството, плаќаат 80 денари по страна. Доколку го видите записникот од првото читање, јас реков дека не знам дали е тоа по закон или дали они можат да го прават тоа самостојно. Али факт е дека они тоа го прават. Дали ќе го регулираме со закон, со друг закон, со трет закон, не знам, ама честно е да кажете како влада дека намалуваме еден дел од таксите, ама големиот дел си останува непроменет. За да не мислат граѓаните дека имаат судење за 60 денари. А реално го немаат тоа судење. И јас ова не го кажувам за да предизвикам било какви реакции ки владата од аспект да земете на одбранен механизам и да се мудруваме на зборови. Го кажувам многу добронамерно, многу човечки. Факт е, се случува, имаме проблем. Се земаат толку и толку пари, ако е вистина, ве молам ставете го во закон. Или донесете одлука со која што се забранува на судовите да имаат екстра на плаќања. Или не кажувајте дека ги намалувате таксите на 60 денари, кои што се практично символични за некој процес таму што се води. Благодарам.